Започнуваме со првиот дел, односно тоа е делот за самата училишна библиотека, каде што можете во делот во менито книги да ги погледнете сите книги кои што ги имате. Многу добро е тоа што секогаш сите податоци преку излези податоци можете да ги симнувате или во Excel или во CSV файл кој што можете да ги имате во секое време. Во моментот се внесени сите задолжителни лектири од 2 до 9 оделение, каде што се само по еден примерок, меѓутоа доколку има и дополнителни книги, истите можете да ги внесувате преку копчето додади нов примерок. Се отвара нов прозорец во кој што ги внесувате насловот на книгата, авторот на книгата, ИСБН делот, тоа е инвентарскиот број, секоја книга во училиштето си добива свој инвентарски број, можете овде да го внесете. Делот за локација можете да си опишете дека таа и таа книга се наоѓа, значи во полицата број 3, трет ред и така натаму. Избирате жанрот за самата книга, краток опис на книгата, бирате доколку е задолжителна за некое оделение, бирате за кое оделение и можете да ставите, да ја сликате корицата, да ја скенирате и во JPG или PNG файл да биде прикачен. Само треба да внимавате големината на сликата да биде во до 450 пиксели. Кога тоа ќе го внесете, одите на додај примерок и самата книга ќе биде внесена. Сега, за секоја книга, значи имате дополнителни опции да ги менувате податоците, да ги измените податоците, доколку биле некаде погрешени. Имате опција, бидејќи за една книга има повеќе примероци, да не се внесува секоја посебна, туку имате опција да го копирате примерокот. Кога го копирате примерокот, ви го дава новиот, без инвентарскиот број, отварате и го внесувате само новиот инвентарски број. И така ги внесувате сите книги во e-библиотеката. Овде, значи имате копче, доколку некој е погрешено некоја книга, за истата да можете да ја избришете.